Добро вечер. Гледате 360 степени. Во ова магазинско издание на емисијата донесуваме изборите во Чаир, повеќе од битка за локална власт, но наидовме и на проблем незамислив за место на околу 2 километра од центарот на главниот град. Во Европа во 21 век. А што е ова? Јама. Тука вецето тука му е. Таму што пере тие кујна што има тука све паѓа тука и се пони 4 метра надолу. Во очекување на наодите на комисијата која проверува дали имало непотребни операции на срце во приватните болници. Велите да не се повтора, значи веќе имате најдено нешто дека се случило. Да чекаме извештајот, мислам дека за кратко време ќе имаме извештај. Не е тајна дека одредени кардиолози упатуваат пациенти во одредени болници. Многу продолжени од сагата со испитниот центар за возачки дозволи во Битола. Возачка сакам да земам, не ќе следна година да земам. Оптимизам во Подгорица и во Брисел за пристапувањето на Црна Гора во Европската Унија. Имамо прилику и шансу да упркос том великом изову кој стои пред нама окончам преговарачки процес до крај 2006 година. Во земјава биле извршени операции на срце што не требало да се изведат. Индиректно потврди за 360 степени министерот за здравство Азир Алиу. Не сакаше да сподели повеќе детали пред да биде објавен извештајот на комисијата. Наскоро очекува и нови пријави на проблематични случаи. И директорот на Фондот за здравство Сашо Клековски не исклучува дека имало злоупотреби, но додава дека голем проблем има и со упатувањето. Кои доктори пред се од јавното здравство каде ги испраќаат своите пациенти кога им треба кардиохируршка интервенција. Александар Димитриевски. Симнувањето е многу повеќе од качувањето. Одминуваше вториот час од разговорот во кој зборуваше за планинарските подвизи, кога кардиологот Сашко Кедев доби прашање од домакинот на интервјуто и за професијата. Одговорот беше директен и експлозивен. Значи, профит во медицината не смее да има. Пари и профит има на здрави луѓе. Дека дел од приватните болници вршат операции на срце без медицинска основа. Ставале стентови, а немало потреба. Оперирале без потреба. Сечеле граден кош без потреба, без никај. Тоа го имаме докази за тоа. Значи, тоа е столе фасцинантно нешто кое што треба релевантните институции да преземат нешто. Тука мислам пред се Министерството за здравство и фондот. Министерот за здравство Азир Алиу веднаш го повика Кедев на состанок. Приватната болница Систина најави тужба. Се формираше и експертска комисија. Се доставени медицински досија за 8 случаеви. Комисијата ќе ги обработи сите детално со цел да се утврди вистината врз основа на медицинските факти. Комисијата од 15 луѓе работи речиси 2 недели. За тоа време, вели за 360 степени министерот Азир Алиу, успеале да поминат дел од случаите. Веќе имаме наоди од неколку предмети. Очекуваме дека кога ќе завршат сите предмети, тогаш ќе излеземе со извештај, кој што ветивме од првиот ден дека ќе биде транспарентен и на веб страна на нашето министерство. Не можеме да не прашам во која насока да тие наоди. Па да дадеме време уште малце да заврши комисијата. Ценам дека уште малце време им треба, бидејќи од 8 предмети негде до средина се прегледани. Мислам дека уште еден состанок, 2 и ќе имаме првичен резултат. Освен интерната комисија, адхок проверки на досија на пациенти ќе врши лекарската комора. А врз основа на извештаите од интерната комисија и проверките на лекарската комора, препораки ќе даде комисија од странски експерти. Објаснувајќи го процесот, министерот индиректно потврди дека во случајот освен чад, веројатно има и оган. Че нема да имаме притисок ни за време, ни за начинот и методологијата. Целта не е таа. Целта е да имаме јасна слика како може понатамо да не се повторат ако има таков тип на ајде да кажеме злоупотреби и како може системот да се стабилизира. Чим велите да не се повтора, значи веќе имате најдено нешто дека се случило? Да чекаме извештајот. Мислам дека за кратко време ќе имаме извештај. Интерната комисија и лекарската комора во суштина бараат одговори на прашањето дали е направена штета по здравјето на граѓаните. Но отворена е и дилемата дали е направена штета и на буџетот на Фондот за здравствено осигурување. Еве зошто. Здравствени услуги од областа на кардиоваскуларната хирургија, во кој патем не спаѓа и стентирањето,
Осигурениците на ФЗО можат да добијат во 4 установи. 2 се државни: Универзитетската клиника за државна кардиохирургија и Универзитетската клиника за торакална и васкуларна хирургија. Другите 2 се приватни: Клиничката болница Жан Митрев и Клиничката болница Аџи Бадем Систина. Според годишните извештаи на Фондот за здравствено осигурување, бројот на интервенции кои ги покрива државата бележи раст низ годините. Од 2429 во 2015 година на 3558 минатата 2024 година. Мора да се одбележи и дека растот не е линеарен. Со бројот на интервенции, низ годините се зголемуваат и трошоците. Од 13 милиони евра во 2015 година на 20,5 милиони во 2024 година. И тука, растот не е линеарен. Директорот на фондот Сашо Клековски вели дека растот на бројот на интервенции на трошоците има логично објаснување. Се зголемува бројот на болни и се воведуваат нови методи. За да тврдиме дека зголемувањето е засновано на лажно оперење, треба сериозно да ги подкрепиме сите тие работи и Стручната комисија работи на тоа. Ние имаме медицинска контрола, составена од општи лекари, кои ги контролираат сите извршени интервенции секоја година. Значи, правиме контроли, слепи контроли и во Жан Митрев, и во Систина, и во сите поголеми здравствени установи, каде што утврдуваме дали се што е наведено во досието е подкрепено со рентген, со ехо, со наод, со сета пропратна документација. Така да сите случаи се одлично документирани и не би представувало проблем да на Стручната комисија да утврди дали се операциите оправдано изведени. Ако се издвојат само податоците за приватните даватели на услуги, може да се пресмета и просечната цена по интервенција низ годините. Забележливо е дека во последните 10 години просечната цена на услуга кај Жан Митрев се зголемила помалку отколку просечната цена кај Систина. Го прашавме директорот на фондот зошто се јавуваат такви разлики ако се знае дека цената што фондот ја плаќа за одредена операција е иста, независно во која болница се прави и независно дали е во јавно или приватно здравство. Станува збор за промена на комплексноста на зафатите што се прават. Во цената за еден пациент влегуваат интервенциите направени од првиот до денот на отпуск. Значи не влегуваат претходни диагностики и слично, туку само денот на прием во болницата. Ние тоа го контролираме. Една од причините може да биде зголемување на комплексноста на зафатите. Систина воведе многу подоцна ТАВ, ТВ и ЕВР во своето портфолио. И пред се, значи, не е зголемување на цената, туку зголемување на комплексноста на зафатите и тоа може да зависи од случај до случај. Дали двете болници нудат исто комплексни зафати? Во моментот сите, зборам за скопските болници, сите нудат исто комплексни зафати. Дали имате објаснување зошто тогаш се прават повеќе комплексни зафати во една болница, а помалку во друга? Зависи од значи пациентите на крај одлучуваат во која болница ќе одат, бидејќи имаме право на избор на лекар во нашето здравство. На директното прашање, дали е можно фондот да трпи загуби поради потенцијални злоупотреби при кардиохируршките интервенции, Клековски вели. Во основа не исклучувам дека можно е да има злоупотреби, иако во основа на поплака што имаме редовно е во системот на упатување. Значи не дали е оправдана или неоправдана интервенцијата, туку кој кого каде упатува и не е тајна дека одредени кардиолози упатуваат пациенти во одредени болници. Против тоа можете да се борите некако? Со патокази. Меѓутоа имаме многу расправа со Стручната фела дали правото на избор на лекар е над протоколите за упатување над пациентите. Од анализата што 360 степени ја направи користејќи ги годишните извештаи на фондот, може да се забележат и други трендови што придонесуваат во дебатата за влијанието на бизнисот во кардиохируршките интервенции. Например, лани,
државна кардиохирургија имала приходи од околу 2,7 милиони евра од фондот за извршени кардиоваскуларно-хируршки здравствени услуги, а клиниката за торакална и васкуларна хирургија 1,2 милиони. Во истиот временски период, Жан Митрев инкасирал 8,3 милиони, а Аџибадем Систина маргинално повеќе, 8,4 милиони евра. Индикативен е податокот дека државна кардиохирургија реализирала само 44,7% од парите кои фондот ги предвидел за операции во установата, а кај торакална тој процент е едва 23,5%. Тоа значи дека државните клиники не прават ниту одблизу толку операции за колку што им се одвојуваат пари. За споредба, Жан Митрев реализирала 99,4%, а Систина 100% од средствата што ги одвил фондот. За жал, во моментот, тоа е точно, овие две институции, кардиологија и кардиохирургија, имаат недостаток и на кадар, но исто така, морам да кажам, и недостаток на соодветна инфраструктура за да може да сервисираат поголем број на пациенти. И работиме интензивно исто така со двете институции за да може, и за кратко ќе излеземе со резултат, за да може да се оптимизира и бројот на од капацитетот на човечките ресурси, но исто така и инфраструктурно да се оптимизира. 360 степени се обрати до приватните клинички болници. Од Жан Митрев побаравме коментар за ставовите на доктор Кедев, но и за бројот на интервенции кои ги прави болницата и просечните цени кај нив и кај конкуренцијата. Во Аџибадем Систина прашавме и дали ја поднеле најавената тужба до доктор Кедев. Иако станува збор за прашања поврзани со трошењето јавни пари на граѓаните, не добивме одговор ниту на тие, ниту на прашањето. Дали сметаат дека има слабости во системот за кардиохируршки интервенции кои се под капа на фондот и како би можеле да се надминат. Во меѓувреме, министерот очекува нови пријави. Во моментот имаме само од една установа доставени предмети. Јас очекувам дека ќе има повеќе предмети доставени. Сигурен сум дека не би го кажале тоа ако веќе не знаете или немате најава дека ќе стигнат. Па имаме индици, да. Може малку подетално да ни кажете какви индици од кого ги очекувате? Знаете, многу сме предпазливи во овој процес. Ако има сомнежи за злоупотреби, пријавувајте. Апелира и директорот на фондот Сашо Клековски. Не преку Facebook, туку писмено и со докази. Само така институциите можат да постапуваат и да ја расчистат дилемата има ли операции на срце само поради профит. Локалните или комуналните избори треба да бидат и за такви теми, за улици, канализации, јавна чистота и слично. Но често не се тоа, особено кај нас. Најдобар пример дека ќе биде така и на предстојните избори е општината Чаир. Таму битката е меѓу еден сегашен и еден поранешен член на ДУИ, меѓу еден од највисоките представници на власта и еден од највисоките представници на опозицијата. Граѓаните на Чаир пак се надеваат дека победникот ќе им реши дел од комуналните проблеми кои очигледно постојат. Сторијата е на Зоран Јовановски. Чаир е општина со 62.500 жители, а се простира на територија од само 3,52 квадратни километри. Со тоа е најгусто населена во земјава, 18.000 жители на квадратен километар. За споредба, соседната општина Центар има 3 пати помалку жители на квадратен километар, 5.800. Густината на населението го прави Чаир раздвижен и со многу активни мали бизниси. Но тоа е добрата страна. Главните проблеми на оваа општина се паркинзите, еве гледаш и самите, нема место нигде за паркинг, нечистотија е многу, тоа не е многу население густо. Па има доста комунални проблеми, сообраќајни проблеми, урбани проблеми и така. Додека снимавме се случи мала незгода меѓу автомобил и камион. Тоа создаде целосен застој на главниот булевар Цветан Димов. Тоа секојдневно е. Од 3 сата до 5:30-6 овде не може да пројде ни колони се дугачки, многу проблеми. Тоа најголем проблем е тоа. Одамна се очекува некакво решение, меѓутоа за жал се уште нема никакво решение. Не е ни на побиток. Некои чаирчани се самокритични и причините не ги гледаат кај други.
после кој е крив држава крива, да? Не го поштува ние државата. Законот не го поштува. Признаваат и дека многу од урбаните проблеми во Чаир се последица на бесправното градење. Праваш, ама вади дозвола прави. Вади документ прави колку сакаш. После ќе ги рушат. Држава не спие, ама не се жури. Фала Бога пак на државата. Со овај народ да имаш работа многу тешко. Но проблемите на главните булевари се ништо споредено со внатрешните улички. Вака изгледа улицата Челопек, на минутка од големиот метеж. Хаотично паркирање, тесен простор пренатрупан со куќи, згради и верски објекти. Бандери со испреплетени кабли. Наидовме и на проблем незамислив за место на околу 2 километра од центарот на главниот град. Во Европа во 21 век. А што е ова? Јама. Тука вецето тука му е. Тамо што пере тие кујна што има, тука све паѓа, тука и се полни 4 метра на добела. Нема ни мотор, нема ништо. Еве ге. Слободно ге. Ние баравме фекална, тие ставија атмосферска. Неколку семејства што живеат во ист двор не можат да се приклучат на канализацијската мрежа, бидејќи куќите им се под нивото на улицата. Дел од септичките јами ги празнат со цистерни. На дел имаат поставено мотори што фекалиите ги носат до канализацијата. Цепата тука, директно да иде таму, бидејќи немам канзија. А јамата е кај мене. Еве јамата, се гледа. 2 метра сум отишол надоле, и со мотор ни тука. Со мотор, кога се полни, автоматски иде таму. Се жалат и дека покрај ветувањата, проблемот останал нерешен. Од 91 и порано сме имале у комунизмот, ама у комунизмот барем имаше малку куќи. Сега се наполни згради, се наполнија све. И сега све се затрупила оваа канализација. Да, канализација е 500. А треба да биде 1000, тоа барем да влече све, да? Со истиот проблем се соочуваат и други домаќинства во истата улица и губат надеж. Секоја партија што доаѓа. Све доаѓаат, обеќаваат, чим добиват, ништо не. Ништо не се јавува. И тоа е проблем еден. Еве, малку дожд да врне, одма канал се врати. Од вкупното население во Чаир, речиси 70 од 100 се етнички албанци. Тоа значи дека при секои избори најмногу очекуваат партиите на албанците во земјава. Така и за престојните локални што треба да се одржат на 19 октомври. Фаворити се Изет Меджити, кандидат на коалицијата Влен и актуелен прв вице-премиер во владата и министер за животна средина. Во минатото беше подпредседател на ДУИ и сопартиец на сегашниот против кандидат Бујар Османи. Како кадар на ДУИ, 3 мандати беше градоначалник на Чаир, а беше и пратеник во собранието. По образование е економист. Бујар Османи, како кандидат на новоформираната Национална алијанса за интеграција, што ја предводи Демократската унија за интеграција ДУИ. Османи е поранешен министер за надворешни работи, беше председавач со ОПСЕ, вице-премиер и министер за здравство. По професија е хирург. Јавната хигиена, сообраќајот, инфраструктурата се во фокусот на ветувањата на кандидатот Бујар Османи. Тој промовираше проект Визија Чаир 2040, за кој вели дека е мастер план за целосно урбано редефинирање на општината. Јас сум го ангажирал најсветски познатиот експерт Мишел Ројкин, кој што е прогласен од Forbes за еден од 10 највлијателни луѓе во светот, кој што ќе ја утврди визијата за Чаир за наредните 5-10 години. Граѓаните знаат дека нема за една година ние да ја реализираме таа визија. Меѓутоа знаат дека секој чекор што ќе го направам во функција на таа визија. За Османи, локалните избори во Чаир се повеќе од гласање само за комунални прашања. На нив гледа и како на референдум за европскиот пат на државата, за еднаквост на сите граѓани, а против владење со корупција и узурпирање. Сметам дека пораката што граѓаните ќе ја даваат на овие локални избори ќе бидат и парламентарни избори, бидејќи ќе ја отфрлаат идејата да се блокира европскиот пат и ќе ја отфрлаат идејата да се поништи рамковниот договор. Така да, секако после овие избори веднаш треба да има парламентарни избори за да се откочат процесите на прогрес на оваа држава. За неговиот ривал, Османи смета дека треба да си поднесе оставка од функциите министер и вице-премиер. Првенствено, бидејќи се кандидирал за градоначалник и не треба актуелната позиција да си ја чува како резервна, но и поради пожарот во Трубарево. Не вршејќи ја својата работа, како што не ја вршил работата 20 години во Чаир,
всушност го загрозува здравјето на луѓето, а прима плата од граѓаните токму за тоа. И Изет Меджити, како и неговиот поранешен сопартиец, најавува развоен мастер план за да го направи Чаир модел на одржлив развој во Скопје. Тврди дека всушност Османи ја презел идејата од него. Во трката за четврти мандат на чело на општината, Меджити вели дека со него ќе работи експертски тим од Турција, предводен од архитектот Байрам Вардар. Никогаш не е доволно, секогаш може повеќе, но овој пат ќе решиме стратешки проблеми за Чаир. И во однос на сообраќајници, кога сме тука, значи заедно со кандидатот за град Скопје ветивме дека едно од првите проекти ќе биде улицата Цветан Димов да се прошири и да се поврзе заобиколницава на Скопје. Но за разлика од Османи, Меджити не гледа на локалните избори како на битка за легитимитет во централната власт. Како што вели, коалицијата Влен го добила легитимитетот кај албанците на парламентарните избори. Ние победивме и ќе победиме и на локалните избори, а што ќе прави Дуи, мислам, нив ги чека длабока реформа. Ние сме во апсолутно водство и теренот истото го кажува. Ние имавме отварање на штаб во Чаир, каде што имаше над 3000-4000 жители, што историски немало такво отворање на штаб. Значи, не беше митинг, туку отворање на штаб имаше 3-4000 жители. Тоа е јасно чија е победата, само значи, дилемата е колку длабока ќе биде победата овој пат. Значи, за предвремени парламентарни избори не ни размислувате? Немаат, граѓаните имаат потреба од инфраструктура и од вработување, од базени, од подобри училишта. Нема таков лукс или такви проблеми како Дуи по секоја цена да се врати на власт и да се спаси од правдата. Дека локалните избори во Чаир ќе бидат многу повеќе од избор за градоначалник и совет е став и на политичкиот аналитичар Марко Трошановски. Целата бука околу Чаир, целиот триумфализам кој што тука се најавува, всушност ја представува, ја символизира и самата битка на Дуи да се врати на власт на централно ниво, бидејќи главниот соперник движењето Влен, отелотворено во Изет Меджити како еден од неговите идеолози и творци, всушност го има Чаир во моментов. Удар или победа во таа општина би требало, нели, во политичката некаква символика, комуникација да представува доказ дека се делегитимира Влен како алтернатива на Дуи, дека треба да се воспостават работите како што и претходно биле, односно нели Дуи да стане повторно нели представник на албанците во политичката власт. На специфичната тежина што Чаир ја има на овие локални избори, Трошановски ја додава и домашната политичка култура, редовно да се бараат предвремени парламентарни избори веднаш по локалните. Верувам и тоа ќе го прават и Дуи, без оглед на исходот на крај на краишта, што е прашањето е што е доволна разлика за Дуи да има легитимитет да бара предвремени избори. Мислам дека целата таа перспектива е сосема погрешна. Погрешна е затоа што локалните избори, иако имаат делумно некакви индиции, можеби за расположението, секако имаат многу малце врска со централната власт, бидејќи двете се различни димензии на политиката. Додека исходот од судирот меѓу Дуи и Влен во Чаир се гледа од различни аспекти, призмата на чаирчани е далеку потесна. Сакаат само подобри услови за живот. Многумина не се оптимисти дека некој мисли и на нив. Влен да го добие да не изгубат. Дуи мисли ако добиеме ние некако влада да иде. Тоа е проблемот, ништо друго. Само за нив гледат. Чаир најмалку личи на општина, а највеќе на фавела. И за Бујар Османи, и за Изет Меджити е важно тоа, многу. Бидејќи ова е тоа за овие албанските партии, ова најбитно е. Битката ќе се одвиват и ќе заврши. Мислам дека ќе биде одлучувачка за понатаму за парламентарните избори. Ние, Боже, се надевам најдобриот да биде. Ама Господ знае подобро. Ова со сигурност е повеќе од битка за градоначалник, но од граѓанска гледна точка треба да биде битка за отплеткување на општината заплеткана во проблеми. Дел од младите битолчани, особено оние околу 18-та година, се нервозни што подлог период не можат да се стекнат со возачка дозвола поради проблемите со испитниот центар.
Развојот на настаните поврзани со овој случај го следиме во континуитет. За новата секвенца од оваа сага, Славица Филиповска-Иванова. Ми треба Филип Митрески. Како може да стапам во контакт со него? Извинете, ама ние овде во пријавното место немаме контакт со него. Добар ден, Филип, супер возач? Да. Утре како ви е планот? Јас сум утре во Битола. Јас сум моментално во Скопје. Зошто се предомисливте? Па немам искуство јас за зборење на камера сега. Право интервју ова да ми биете. Продолжува сагата со фирмата супервозач на младиот кичевец Филип Митрески, партиски активист и член на Советот на општина Кичево од ВМРО ДПМНЕ. МВР во мај му ја додели лиценцата за спроведување возачки испити во Пелагонискиот регион, но во август истото МВР на супервозач му изрече 30-дневна забрана за работа. Прашањето е дали Министерството за внатрешни работи на Панче Тошковски доделила лиценца на фирма која од старт не ги исполнувала потребните услови. Ние и тогаш постапивме согласно закон и сега постапивме согласно закон. Може ли во Пелагонија во моментов да се добие возачка дозвола? Корисникот кој го баравте, во моментов го има исклучено својот мобилен телефон или е недостапен. Испитниот центар нема да закажува и спроведува испити од 12 август најдоцна до 13 септември. Вакво известување минатиот месец осамна на интернет страницата на супервозач од Битола. 2 дена по истекот на рокот, на 15 септември, отидовме во Битола за да провериме дали единственото место за полагање возачки испити во Пелагонискиот регион повторно почна со работа. Седиштето е лоцирано веднаш до познатото кабаре Голд Фелиција. Вратите на супервозач беа отворени, но 2 дена по истекот на рокот за пауза што супервозач сами го наведоа, во нивното седиште не затекнавме никој. Нема ниту известување кога би профункционирал испитниот центар. Застојот ги револтира засегнатите. 5 месеци се чекаше претходно, сега се чека уште 1 месец и искрено премногу револтира. Трпите штета, дали би пропаднаа можеби некој од полагањето? И од полагањата да, искрено и со пари сега, не знам дали е како ќе се вратат тие работи. Многу време замзема и многу време се чека за да се земи на возачка. Возачка сакам да земам се, не ќам следна година да земам. Сега наполнав 18 пред 2 месеци јас. И сакам да земам. На телефонскиот број на испитниот центар се вклучуваше снимена порака. Корисникот кој го баравте, во моментов го има исклучено својот мобилен телефон или е недостапен. На нашите повици не одговара ниту сопственикот и управител, Филип Митрески. Добивањето возачка дозвола во Пелагонија стана тешка мисија, откако во декември минатата година истече лиценцата на претходниот оператор, Сообраќаен испитен центар АМ, и почна заплес од доделувањето на нова лиценца. Уште кон крајот на 2024 се распиша нов конкурс на кој освен до тогашниот оператор се пријави и нова фирма, Супервозач. Но обидот пропадна од според МВР, никој од пријавените не ги исполнувал критериумите. На повторениот конкурс, МВР се одлучиле за втората компанија, Супервозач, чиј собственик е фирма на младиот Филип Митрески од Кичево, кој е советник во општина Кичево од редовите на ВМРО ДПМНЕ. Откако во јуни објавивме за изборот на нов оператор, следуваа партиски реакции од Левица и СДСМ, дека МВР го наместиле милионскиот бизнис на партиски активист и локален функционер. Од друга страна пак, МВР добиле и представки од граѓани за нерегуларно работење на супервозач. Постапиле, затекнале недоследности и го затвориле испитниот центар на 30 дена. Ќе проработи ли испитниот центар? Ќе проработи, да, постапено е согласно, значи ово истојов од таа и таа партија која што ја кажавте при тоа што бил собственик. Така де, што бил собственик на правното лице, Министерството за внатрешни работи му донесе забрана за работа во трајање од 30 дена, мислам дека така беше, заради тоа што пост неколку месеци од кога ја добил лиценцата, не ги испочитувал условите кои што требало да ги испочитува за да функционира овој испитен центар. Има ли внатре партиска, внатре ВМРО-вска препирка тука во овој случај? Не. Некој да е некому луд затоа што ја додели лиценцата, па сега да му враќа со забрана за
Работа има, еве сега, ние сме мала држава, се зборува за тоа дека имате одредено ривалство, анимозитет во односите со директорот на БЈБ Александар Јанев, кој што патем беше спомнуван како еден од можните кандидати за министер за внатрешни работи пред вие да станете министер. И дека и на овој случај се пресликува еве тоа ривалство. Ја разбирам дека чаршески муабет у Македонија е вака многу честа појава. Да не речам трач муабет, ама навистина конкретна вака хипотеза која што ја поставивте е нелогична согласно законско властување кој што ги имаме. Интересно е и како супервозач успеа да го добие милионскиот бизнис во Пелагонија. Уште кога со конкурентот СИД сам аплицирале на огласот на МВР, должни биле да исполнат низа услови, меѓу кои да обезбедат полигон за секое пријавно место. Во Пелагонискиот регион тоа го вклучува и Ресен. А Ресен има само еден полигон. Тој е на Друштвото за обука на кандидати за возачи Автошкола Доел Сдружение на возачи Ресен. Собственичка и управителка е Билјана Бузлевски, сопруга на Александар Бузлевски, кандидат на СДСМ за градоначалник на Ресен, и син на Димитар Бузлевски, поранешен градоначалник на Ресен. Сето ова е важно затоа што газдите на полигонот во Ресен потпишале договор за изнајмување на објектот со фирмата на функционерот на ВМРО ДПМН Јоткичева, супервозач, но не му го изнајмиле објектот и на другиот конкурент на конкурсот, СИЦ-АМ, со што практично пресудиле кој ќе ја добие лиценцата. Поради ова, СИЦ-АМ се жалеа пред Комисијата за заштита на конкуренцијата и добија конечно известување за утврдена фактичка состојба, документ во кој 360 степени имаше увид. Во него се вели дека Сдруженијето на возачи од Ресен на Бузлевска ја злоупотребило доминантната позиција и сторило потешки прекршоци. Толкувањето на комисијата е дека полигонот е инфраструктурен објект кој не може неоправдано да не се отстапи на друго правно лице за соодветен надомест. Како единствено правно лице кое има одобрение за исполнетост на услови за автосообраќаен полигон на територијата на градот Ресен, злоупотребувајќи својата доминантна положба на пазарот, неоправдано одбил да му овозможи пристап во сопствената мрежа или други инфраструктурни објекти за соодветен надомест, па на АМ Доел Битола му било оневозможено да дејствува како конкурент на дадениот релевантен пазар. Министерот за внатрешни работи пак тоа го дефинира како менталитет на балканецот. До сега немам најдено искрено законско решение кое што би требало да даде додадена вредност, особено имајќи го менталитетот на балканецот. Има законски решенија кои што функционираат нели во европскиве земји, ги разгледувавме и така натаму, но познавајќи го нашиот менталитет и нашата виртуозност за тоа како да одредени професионални стандарди ги изиграме, јас се уште немам најдено соодветно решение кое што да речеме дека би дало додадена вредност. А што треба да биде тоа? Најверојатно треба да биде јавно-приватно партнерство помеѓу државата и одредено приватно лице, кое што ќе треба и те како да даде дебела банкарска гаранција, дека доколку не дај Боже направи некој ваков пропуск кој што го направи претходново, па при тоа го отклони и повторно стори такво нешто, дека ќе му биде задржана банкарска гаранција како обештетување спрема државата. Законот предвидува парична казна од 10% од вкупниот годишен приход, а во конкретниот случај, казната за фирмата на Бузлевска од Ресен за нарушување на конкуренцијата изнесува околу 12.000 евра. Но случајот со супервозач отвора дилема. Дали може со злоупотреба на доминантна позиција да се елиминира конкуренција за милионски бизнис, а за тоа да се плати само символична казна? Универзитетскиот професор Горан Коевски вели дека законот е добар и дека во тој домен целосно е пресликано правото на Европската Унија. Немаме некоја разлика во поглед на Европа и кај ни важи тоа правило 10% од вкупниот годишен остварен приход дека може да биде максималната казна која ќе се изрече. И се во зависност од тоа колку остварува вкупен приход одредено друштво на пазарот, не би рекол дека е мал ако се изрече максимумот од 10%. Нели тука има некакви индикатори дали тоа може да се ублажи, колку време трае таа повреда и така натаму. Инаку сама по себе доминантната позиција на пазарот не е казнива. Казнива е доколку ја злоупотребувате на штета на други учесници на пазарот. Така што тоа е повторно од договорот за функционирање на Европската Унија, тоа се членовите 101 и 102 исто се пресликани до збор.
Така што сметам дека законските решенија во Законот за заштита на конкуренцијата се сосема добри во тој поглед. Но што фајде за оние кои загубиле бизнис поради злоупотреба на доминантна позиција? И каква е користа за јавноста, бидејќи целта на отворената постапка е да се избере најдобриот понудувач? Професорот Коевски вели, правда и евентуално обештетување може да се бара низ други законски одредби. Доколку како едно претходно прашање се утврди дека определен субјект ја злоупотребува својата доминантна позиција, тогаш оштетената страна може да го тужи тој субјект за надомесна штета заради тоа што му е оневозможено или му е оттежнато остварувањето, односно вршењето на својата дејност. Исто така, ние имаме многу добри решенија, меѓутоа во праксата за жал не се применуваат, имате и во кривичниот законник. Нарушување на рамноправна положба на учесниците на пазарот. Нарушување на конкуренцијата. Имате од неколку месеци до неколку годишни казни затвор за одговорните лица во правните лица кои што ја нарушуваат рамноправноста на учесниците, субјектите на пазарот. Така што таа лепеза на можни правни лекови не би рекол дека е толку мала. Пелагонискиот регион е трет од 8 плански региони во земјава. Во просек тоа значи годишен прилив на околу 3000 кандидати за возачи, а секој што сака да добие возачка дозвола, почетно треба да издвои 42.000 денари, што вклучува лекарско верение и обука во автошкола. Сепак, ретко кој ги положува сите испити од прва, па вкупно во просек годишно има и до 10.000 тестирања, што го прави бизнисот доходовен. Какви нерегуларности отстрануваат? Во Супер возач прашавме писмено. Утврдени се пропусти во тековно работење од административна природа и со оглед на тоа, истите беа лесно отстранети во рок пократок од дадениот, што Министерството за внатрешни работи го констатираше при повторниот надзор на 9 септември 2025 година. И додека ја заокружувавме оваа сторија, на веб страницата на Супер возач осамна ново известување. Велат дека од понеделник почнуваат со спроведување на претходно одложените испити, како и дека лично ќе ги исконтактираат сите кандидати. Црна Гора е лидер во регионот меѓу државите што сакаат да станат членки на Европската унија. Последниот значаен исчекор во пристапните преговори беше оценката на Брисел дека Подгорица ги исполнила преодните бенчмаркови во двете клучни поглавја 23 и 24, што означи влегување во финалето на процесот. За очекувањата и атмосферата на оваа тема од Подгорица Михаил Милошевски. Црна Гора е најмалата земја во Западен Балкан, и по површина, и по број на жители. Но кога станува збор за евроинтеграцијскиот процес, е земја со најголема амбиција. До 2028 година да стане 28-та членка на Европската унија. We are advancing and it is possible, if we finish in 2026 with the technical part of the negotiations, then in 2028 we could get the 28th member of the EU. Од Брисел пристигнуваат оптимистички пораки за Црна Гора, дека земјата може да го заврши процесот на пристапување во Унијата до 2028 година. Но за таа волја стои обврска. Оти сите 33 поглавја се отворени, а само малку од нив се затворени. Прашањето е дали земјата ќе покаже доволно капацитет за реформи за навистина да ја претвори оваа цел во реалност. Добро вечер. Во 2010 година, само 4 години по прогласувањето независност, Црна Гора поднесе апликација за членство во Европската унија. 2 години подоцна и официјално ги отвори пристапните преговори според старата методологија. I'm indeed very happy that we have opened accession negotiation with Montenegro today. Mi smo danas počeli da živimo naš evropski san. Преговорите се поделени во 33 поглавја. Секој представува една област од заедничкото европско право, така наречено АКИ, од правда и фундаментални права, па се до енергетика, земјоделство, транспорт и финансиска контрола. Процесот се одвива во неколку фази. По скринингот се добиваат така наречени бенчмаркови за отворање на поглавието. Откако ќе бидат исполнети, поглавието и формално се отвора.
Во текот на преговорите, за некои од поглавијата треба да се завршат и така наречени преодни бенчмаркови, како и бенчмаркови за затворање на поглавието. Дури и кога ќе се затвори одредено поглавје, тоа се смета за привремено затворено, се до целосното заокружување на пристапниот процес. Црна Гора е единствената земја кандидат за членство во Европската Унија од Западен Балкан, која ги има отворено сите поглавја. Но привремено се затворени само 7. Јавни набавки, интелектуална собственост, информатичко општество и медиуми, предприемништво и индустријска политика, наука и истражување, образование и култура, надворешни односи. Клучни во пристапниот процес и за Црна Гора, како и за сите други земји кандидати се поглавијата 23 и 24, кои остануваат отворени до самиот крај на преговорите. Станува збор за областите судство, темелни права, правда, слобода и безбедност. По 12 години преговори, Подгорица лани го доби така наречениот ИБАР извештај. Со тоа стана првата земја од Западен Балкан со потврда од Брисел дека ги исполнила така наречените преодни бенчмаркови во поглавијата 23 и 24, што значи дека земјата може да премине во фазата на нивно затворање. Овој напредок за главниот преговарач на Црна Гора со Европската Унија Предраг Зеновиќ е доказ дека во земјата сега има силна политичка волја за спроведување на барањата на Брисел. Администрација е, упркос томе што е значајно исцрпljena управо дужином тога процеса, спремна да одговори захтивима кои процес сам носи. И ја веруjem да уз едну заедничку снагу, синергију коju имамо sa комисијом у преговарачком процесу, uz, moram reći, podršku svih država članica ka evropskom putu Crne Gore, imamo priliku i šansu da uprkos tom velikom izovu koji stoji pred nama okončamo pregovarački proces do kraja 2026. godine. Но една работа е подготвеноста на Црна Гора и волјата на Европската комисија преговорите да финишираат следната година. А сосема друга е подготвеноста на земите членки на Унијата да кажат да за нов член во Евроклубот. На нашето прашање дали сите 27 држави се спремни за прием на нови членки, Зеновиќ одговара. Ja bih rekao da većina država članica, ako ne i sve, danas imaju to uvjerenje da je politika proširenja važna, da je razvoj Evropske unije na horizontalnom nivou, dakle u vidu primanja novih država članica, važan i da je važno da on ostane meritoran. I dijelim jedno uvjerenje da je Crna Gora i da bi njeno članstvo u Evropskoj uniji bilo potvrda upravo obiju tih teza, da je proširenje dobro i za Evropsku uniju, ali i za države kandidate, da je dobro za Zapadni Balkan, ali i da je vrlo važno da ono ostane meritorno. Dakle, bazirano na vrlo jasnim pravilima i principima kojima se države kandidate vode u pristupanju Evropskoj uniji. Ентузијазмот на главниот преговарач не го делат во Центарот за граѓанско образование, невладина организација од Црна Гора која ги следи преговорите со Европската Унија. Не дека не сметаат дека во моментов има расположение за прием на нови членки, туку дека владата не делува толку одлучно во реформите како што тврди. Ja mislim da je to teško izvodljivo i sa mnogo stručnijom, entuzijastičnijom i odgovornijom vladom nego što je mi imamo danas. A mi danas u toj vladi imamo mnogo veto igrača i najveći broj onih koji se direktno bave evropskim integracijama ne znaju šta je sadržaj tog procesa, šta je ono što je srce prema kojem treba da se odnose. Vrijednosti, evropske vrijednosti su potpuno zapostavljene i sve se svodi na jednu promotivnu populističku priču. Naše i Ministarstvo evropskih poslova i drugi akteri se više bave svojim nalozima na socijalnim mrežama nego onim što je komunikacija sa različitim zainteresovanim stranama. Во однос на ИБАР извештајот, нашата соговорничка смета дека Брисел и прогледал на Црна Гора низ прсти, а додека власта говори за затворање поглавја, Улјаревиќ тврди дека има ризик повторно да се отворат и оние кои се привремено затворени. Primjera radi, Crna Gora u ovom trenutku ima sve uslove da se ponovo otvori poglavlje 10 informatičko društvo i mediji, jer vladajuća većina
blokira izbor novih članova Savjeta Agencije za audiovizualne medijske usluge, a upravo funkcionalan nezavisan rad te agencije je bilo ono privremeno mjerilo na osnovu kojeg je kao štrikiranog Crna Gora dobila dozvolu da privremeno zatvori to poglavlje. Znači tu se ograničava isto razvoj jedne oblasti. А што мислат оние кои треба да имаат и најголема полза од интеграцијскиот пат на Црна Гора? Граѓаните. По повеќе од една деценија преговори, не наидовме на многу ентузијазам. Mislim da smo skeptični svi zato što svaki put imamo neki rok i svaki put smo ga do sad probili, tako da pretpostavljam da smo skeptični kao narod. Imamo mnogo unutrašnjih problema koji treba da se rešavaju, a koji političari apsolutno ne pridaju značaja. Što mene zanima Srbija ili Evropa ili onaj, da mi prvo sredimo našu kuću. Mogu da vam kažem da je bolje da uđemo u Evropsku uniju nego da ne uđemo. I da je većina crnogorskog naroda, građana, za ulazak normalno. Kogod je ušao u Evropsku uniju nije se proslavio ni na koji način i nikakav boljitak država nije ostvarila ulaskom. S jedne strane, a s druge strane ideološki mislim da smo potpuno dijametralno suprotni, tako da ne vidim uopšte u današnjoj Evropi Crnu Goru, a smatram da je Crna Gora zapravo Evropa. Приказната за напредокот на Црна Гора не е наратив кој е потребен само на владата во Подгорица, туку и на врвот на Европската Унија во Брисел. Како поинаку да се потикне регионот во кој евроинтеграциите како да загубија здив и привлечност. Нема гаранции дека исполнети реформи автоматски значат членство во посакуваниот клуб, но и нема гаранции дека Брисел бесконечно ќе остане отворен кон идејата дека местото на Црна Гора и Западниот Балкан се во Европската Унија. Enlargement will not be easy, but it will be the worth it. It is the best investment we can make to reconcile nations and histories and to build a more united continent. Од содржините за ова издание ни остана уште саботажата. Да ја видиме. Кога системот за наблюдување и известување се потпира на бабина, џамови и клупи, а брзината и квалитетот на информациите се сведува на чанче муабет произведен од жени на чешма, разбирлива е препораката за пожарите, како локација, да се алармира од неколку гајби со мортадела на коцкички наместени на сред села. Би честил со пиво неколку луѓе кои што немат работа пред кооперациите низ селата околу планините и би рекол гледате кон планината. Веројатно е посериозно да се фатат за работа отколку да зверат во ридовите, не за друго, туку затоа што наместо да репортираат со некоја крава, овце или коза, може подиректно да придонесат да се намали опасноста од пожари. Немаме стока по планините да пасат тревата и затоа ние тревата бујна, сега ќе се исуши, топло е и ќе се почнат пожарите, сезона на пожари. Друго е порано, многу стока по планините, илјадници, десетици, стотици илјади грла, ја пасат тревата и помала е можноста за пожари. Сега бујна вегетација, топло време, се суши, мала искра и бувнува пожар. Џабе ако има стока кога нерани мајковци од видот на подпалени глувци и лисици на кои им гори опашот. Не ги почитуваат сообраќајните прописи, па шетаат по планините и шират огнови. И не се само тие, туку на ист начин се однесуваат и некои ситни зверки од редот правокрилци. Тоа не се баш такви скакулци оние запалили, туку има некои скакулци кои што навистина може да пренесуваат. Постојат такви бубачки, вештачки кои што навистина може да пренесуваат пожар. Да. Тие вештачки инсекти и не се толку опасни колку што се други бубачки, најчесто хибридни и политички. Ама и тие, како и скакулците, се со многу непознати. Оти по штурците, а по стоката. Може би не треба да биде изненадување дека се работи за некаков крупен заговор.
Не ги исклучувам диверзиите во периодот кој што следи. Повторно ќе кажам, такви се извештаите кои што ги добиваме. Има многу центри на моќ и во државата и надвор кои што не сакаат оваа влада да успее. Има многу центри на моќ дома и надвор кои што ќе продолжат да креираат, да спекулираат, да лешинарат. По корекцијата од најблискиот круг излезе дека не е баш дојдено до таму. Но ако не е ништо од сето ова, тогаш прашање е зашто станува збор. Не имаме прво борба со демони. Какви се тие демони? Такви, кои што за да профитираат политички се во состојба да загрозат и човечки живот. И на крајот, од каде сите овие и вакви? Од каде оваа бура на идеи? Околу 8 часот некаде се појавам на работа. Секој сабајле имам утринско кафе со мојот кабинет. Некако така се ствара таа блискост и тој brain drain, односно нели расфрлање на идеи. Време е расфрлањето да подзапре и наместо кафе муабети да се фати работа. Оти без тоа, brain drainот нема да застане. И тоа природно, а не хибридно. Гледавте 360 степени. Ви благодарам што бевте со нас. Ке се видиме повторно в понеделник некаде околу 21:15 овде на оваа фреквенција. Пријатно!